Градскиот парк во Скопје е најголемиот парк во Македонија кој се простира на површина од 486.000 метри квадратни. Почнал да се формира во 19 век за време на османлиското владење, но со текот на годините постојано се надоградувал и проширувал. Денес градскиот парк е омиленото место на скопјани за прошетка, спорт и рекреација. Но колку се задоволни граѓаните од тоа како изгледа паркот, на кое ниво е хигиената, дали се задоволни од реквизитите и урбаната опрема, и што е она што според нив му недостасува на градскиот парк. Екипата на Прва Скопска направи обиколка на градскиот парк, а секако ги анкетиравме и граѓаните кои го дадоа своето мислење за паркот. Она што на почеток го забележа нашата камера е дека екипи на јавното предпријатие Паркови и зеленило работеа на расчистување на паркот и санација на реквизитите. Се косеше тревата и се собираа сувите лисја од тревните површини. Новиот дел од паркот беше пораздвижен, а воочлива беше и новата урбана опрема од клупи и корпи за отпадоци, кои што ги постави градот во изминатиот период во новиот дел од паркот. Но за разлика од новиот дел, во стариот дел од паркот можеа да се забележат и скршени корпи за отпадоци, стари и оштетени клупи, како и многу суви гранки на дрвјата, а дел од нив веќе беа и паднати. Ги запрашавме граѓаните кои ги сретнавме во паркот за тоа како се задоволни од хигиената во градскиот парк. Мислењата беа поделени, дел од нив се задоволни, дел не, но повеќето сметаа дека може и повеќе. Како сте задоволни од хигиената во градскиот парк? Уопште не сме задоволни од хигиената. Не се одржава убаво хигиената, а и луѓето се некултурни. Некултурни фрлаат кај ќе стигнат, дојдени се од секаде, што немаат навики за градски живот. Е нешто, али многу минимално. Не сме задоволни, катастрофа. Прљава огнасно. Ком са, малку е чисто кој ќе фатат, како да кажам, да очистат, ама не е тоа редовно во континуитет. Од хигиената, па да ви кажам, не сум многу задоволна. Јас живеам тука близко. Хигиената мислам дека е на доволно добро ниво, но сметам дека секогаш може да се подобри. Искрено, најверојатно и човечки фактор е во прашање, култура, менталитет. Она што според граѓаните му недостасува на градскиот парк се како прво и основно јавни тоалети. Условите во кои сега се наоѓа тоалетот кој го регистрираше нашата камера беа лоши, а едната страна од тоалетот воопшто не е функционална, затоа што пред вратата има вода и не може да се помине. Друго на што укажуваат граѓаните дека му недостасува на паркот се детски реквизити и повеќе корпи за отпадоци и клупи по ценка. Дали има доволно урбана опрема и реквизити за децата? Па, мислам дека нема. Не е нешто далеку од опремено за таа површина. Не, малку е, пошто има многу дечиња и тоа што го има е премалку. Поготово што е затворен Луна паркот, тоа е премалку. Треба повеќе клупи. Ставно ни фала до сенка клупи. Мислам, прво сакам да подсетам дека нема јавни вециња. Тоа мора да има, затоа што во нашите згради влегуваат околу зградите, младиве ноќе и вршат нужда. Не е тоа во ред, стварно еден парк волку голем да нема. На ови канти ставија се. Клупи исто ставија сега, затоа да, има. Па секогаш има нешто што недостасува според мене, па не знам, ете да речеме тој забавниот парк. Мислам дека недостасува за најмладите генерации. Тоалети нема, колку што знам, ништо не функционира. Тоалети недостасуваат. Друго не знам. За хигиената во градскиот парк и за барањата на граѓаните се обративме и до град Скопје, од каде ни одговорија дека градот посветува големо внимание на состојбата и содржините во градскиот парк, како најголем парк во Скопје. За одржувањето на хигиената се задолжени јавните предпријатија на град Скопје, кои секој ден го чистат паркот, најчесто во утринските часови, поради тоа што во летниот период во вечерните часови има зголемена фреквенција посетители. Пред еден месец започна голема акција за поставување на нова урбана опрема во првиот дел од паркот, а истата ќе продолжи и во иднина и во вториот дел од паркот. Во однос на детските реквизити, градот Скопје изминативе години започна со поставување на детски едукативни реквизити во првиот дел на паркот и сметаме дека истите ги исполнуваат потребите за вакви реквизити, истакнуваат од град Скопје.
Еден од граѓаните кои ги сретнавме во паркот, како и по претходни јавувања од други граѓани, реагираше на оштетените и искршени мостови во градскиот парк. Нашата камера регистрираше дел од оштетувањата на дрвените даски на мостовите, кои на некои места беа искршени, а на места недостасуваа даски и дупката представува вистинска опасност. Моментално воопшто не сум задоволен затоа што потребни се многу санации да почнеме од мостовите. Јас лично имам гледано како деца паѓаат затоа што има дупки и има навистина големи дупки каде што може велосипедско тркало да пропадне или дете, нели, не дај Боже. Можем да ви го покажам и оној мост ондека и оној другиот каде што е со дупки и каде што јас лично имам видено деца како се повредуваат. Санација за мостовите навистина е потребна. И за овој проблем се обративме до град Скопје, а оттаму не информираат дека мостовите во градскиот парк се реновираат во континуитет. Поточно на истите се интервенира редовно и по потреба, доколку се појави за одредени локации, град Скопје ќе издаде налог на јавното претпријатие Паркови и зеленило на терен да интервенираат, а иста и состојбата со суви гранки каде секогаш кога ќе се појави потреба се интервенира навремено. Според реакциите од граѓаните и според она што можевме да го забележиме на лице место, градот веќе треба да реагира и истите да се санираат.